Започнаа постапките за заштита на мигрантите од Блискиот Исток со донесувањето на измените на Законот за азил. Ова го изјави денеска министерот за внатрешни работи Митко Чавков, според кој МВР се обидува меѓуресорски да ги решава сите прашања поврзани со бранот мигранти во земјава. Од УНХЦР деновиве изразија надеж дека новите законски измени ќе придонесат за значително полесни услови за транзит на мигрантите. Поставено е меѓуресорско тело, односно работна група, која на министерско ниво се среќава на една недела, а на оперативно ниво секојдневно се представници од различни министерства да комуницираат меѓу себе, се со цел за амортизација на овие проблеми. Во моментот државата се соочува со голем број на мигранти кои што транзитираат, меѓутоа благодарност уште еднаш до сите оние кои што на патот од Гевгелија до Скопје им помагаат на овие луѓе, а исто така сакам да се заблагодарам и на владата која што направи се да се направи промена во Законот за странци и азил во Македонија, со што на еден подостоинствен начин ќе им овозможиме на овие луѓе да транзитираат низ државата и да дојдат до својот пат. Измените на законот предвидуваат на мигрантите да им се овозможи да користат јавен превоз. Во рок од 72 часа за легален престој ќе треба да одлучат дали ќе побараат азил или ќе ја напуштат државата. Министерот Чавков не ја исклучи можноста за ескалација на проблемот со мигрантите. Инаку денеска, српскиот министер за труд и социјални прашања Александар Вулин го повика премиерот Вучич итно да свика регионална конференција за мигранти, бидејќи Србија не може сама да се справи со проблемот.